Нашата денешна посета на Еврокомпозит покажува дека ако се сака, се може. Треба време, треба работа, треба консултации и многу разговори, но ако се сака може да се постигне резултат, дури и со проблеми кои што долги години се таложеле и никогаш не се решавале. Владата многу сериозно од прв момент пристапи кон решавање на проблемот со Еврокомпозит, кој беше повеќе годишна агонија, не само за Прилеп, туку пред се за вработените во компанијата. И низ многу консултации со тимот, особено со синдикатите, успеавме да најдеме решение со кој долго годишна неправда ја решаваме. Законот кој владата веќе го испрати во собраниска процедура, значи дека владата со средства наши ќе обезбеди покривање на повеќе годишните неисплатени придонеси кон вработените. На тој начин и дополнително ќе ја консолидираме фирмата и ќе овозможиме нејзино непречено функционирање и исполнување на обврските кон вработените. Сакам и во име на владата да се заблагодарам на представниците на компанијата, на представниците на вработените, на синдикатот. Знаеме дека не беше секогаш лесно да се верува дека ќе дојдеме до решение, се испекле 100 пати. Меѓутоа, чекор по чекор стигнавме до целта. Законот кој што е веќе во собраниска процедура нема потреба од двотретинско мнозинство, така што не очекувам негативни изненадувања. Очекувам силна поддршка од собранието и очекувам силна поддршка кон решавање на еден проблем кој во Прилеп хранел на времето 300 семејства. И тоа е важна порака и за економијата, и за регионот, и за Прилеп. Како влада покажуваме во последнава година дека членството во НАТО и идното членство во Европската Унија навистина влијае на економијата. Зголемувањето на бруто домашниот производ, отворените работни места и особено зголемувањето на странски директни инвестиции, кои убедени сме дека ќе бидат заинтересирани и за Еврокомпозит, за понатамошна консолидација, покажа дека со членството во НАТО им дадовме сигурност на потенцијални и сегашни странски домашни инвеститори. Така ќе продолжиме и понатамо. Полека, трпеливо, без лесно дадени ветувања, но тоа што ќе го превземеме како обврска, ќе го реализираме. Докаде е постапката со почекајте, со инвеститор кој повеќе пати е најавуван? Уште едно прашање, дали имаат овие што се на работа договори со министерството? Договорите вработените не може да ги имаат со министерствата, меѓу другото такво работење и дојде до ваква ситуација каде што се работело малку во сива, малку во црна зона. Ќе го почитуваме законот, ќе се трудиме да ги решаваме проблемите на долгорочен и стратешки начин, а не со лепење купи ден помини. Стратегиските им има најави за неколку стратешки инвеститори, со сите нив ќе разговараме, за сите сме отворени. Секаде каде што можеме ја упатуваме пораката дека е ова стратешки капацитет кој државата сака да го реши не за да земе пари, туку за да го зачува и подобри бизнисот тука во Прилеп. И на тој начин, според првичните изјаснети интереси, очекуваме да имаме навистина заинтересирани кандидати. Меѓутоа, таа постапка ќе продолжи. Вработените имаат дел за останати плати, а еден добар дел се уште ги немаа земено ни од премнините. Во кој правец ќе се решава тоа? Мислам дека клучното е сега законот кој што е во собрание, да издействуваме собранието час поскоро да го донесе. И тоа веќе ќе даде огромна одскочна даска за понатамошно решавање на проблемите во предпријатието. Ниту еден стратешки инвеститор нема да ви се заинтересира и да е спремен да влезе, ако на влез во компанијата начека дупка од милиони евра. Значи, со законот кој што го пуштаме во собранието, директно кажуваме дека владата ги обезбеди средствата за да овие стари дупки се пополнуваат. Еден по еден чекор, овој проблем ќе го решаваме и ќе го решиме. Значи, во тој правец ќе биде и понатаму. Едно по едно ќе ги решаваме.